Нов закон, нова нафака за стечајците на 15 септември, тие по петти пат ќе влезат во собранието, но овој пат со сосема ново предлог законско решение. Стечени работници над 59 година старост, без обзира маж или жена, ќе се побара за нив веднаш пензионирање, а они од 52 години жена, 55 мажи ќе се бара доследно вработување или пензионирање обештетување. Доколку овој закон се усвои, тоа би значило речиси 100% решавање на проблемот на стечајците од регионот. Сите членови што се од Штип исполнуваат го условите. Нема никој жени со 50 старост нема, мажи со 50 години старост нема, сите се над 55-60 ги има. 61 имат жени што требаат за година пензија да идат и што мажи имат по 62 години, од 62 години треба да идат пензија. Но досега пратениците немаа многу разбирање за маката на стечајците, па на нивните предлози 4 пати им кажаа не. Законот, ако не се донесе, не на Европската унија да тужиме, ние треба да тужиме према амбасадорите кои не застапуваат и да идеме пред нив да го изгласат законот владата. Они, оти нашата влада више не е таа потајна што сака да слуша. Решителноста на стечајците доаѓа од притисокот на маката, која веќе не се трпи. 14 години сум невработен. Немам никакви приходи. Односно, останувам на грбо на моите деца и на моите пријатели. Само ние се знаеме кога остануваме. Кога чекаш дента, ако ти дадат парче лепи или да ти купат цигарини или лекарства, добре, ако нема, ти страеш, друго нема. Од јано ми кенали социјално, што земам 2000 социјално. Наради тој, што земале еден кратко помост, плюс ми кажали, ако откажеш од истечајите, так ќе ти буше социјално. Предлог законот денес во Штип ги собра стечајците од цела Македонија. Веројатно, многу помасовен нивниот собир ќе биде на 15 септември пред парламентот. Дали оттаму ќе се вратат со кренати или наведнати глави, ќе зависи од тоа дали ќе добијат или не подршка за законот. Инаку парламентот веќе усвои така наречен стечаен закон, но многумина од стечајните работници не го признаваат, зашто според нив бројот на опфатени и изгрижени работници е многу мал.